Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска информираше дека со мерките на владата досега се отворени над 4200 работни места. Тоа е уште еден показател за успешноста на мерките, рече Спасов, додавајќи дека и натаму во соработка со Агенцијата за вработување и Македонската банка за поддршка на развојот ќе продолжат да ги поттикнуваат приватните компании и сите невработени за да ги искористат поволностите што им стојат на располагање. Јавната седница за случајот Монструм во апелацискиот суд денеска беше одложена затоа што двајца од обвинетите не беа спроведени од затворот во Идризово. Затворската управа бил уредно известена, но до судскиот совет нема повратна информација зошто обвинетите не се спроведени. Скопскиот кривичен суд минатата година донесе пресуда со која 6 обвинети се осудени на доживотна робија. Ослободителна пресуда имаше само за Сейди Рами, за кого немаше докази. Групата се товари дека во април 2012 година го извршила петкратното убиство кај Смирковското езеро. Од денеска нашето подрачје е под влијание на многу топла воздушна маса од југозапад, која во наредните денови ќе услови надпросечни дневни температури. Ултравиолетовиот индекс денеска ќе достигне 8 од 10 мерни единици. Високиот индекс ќе ги следи трендот на пораст на температурите во наредните денови. Во вторник и среда ќе биде сончево и многу топло. Максималните температури ќе достигнат до 40 степен. Во четврток и петок ќе биде претежно сончево и топло. Во попладневните часови се очекува зголемување на облачноста и услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат до 39 степени. Рускиот претседател Владимир Путин побарал итно да разговара со грчкиот премиер Алексис Ципрас, јави дописникот на Миодатина. Според најавите, разговорот ќе се одржи за време на паузата на состанокот на партиските лидери со грчкиот претседател кој е во тек. За утре пак германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот претседател Франсуа Оланд свикаа вонреден самит на ЕУ посветен на Грција. Како што јавија грчките медиуми, официјален Берлин соопштил дека двајцата лидери се согласиле од одлуката на грчкиот народ мора да се почитува. Грчкиот премиер, кој синоќа по референдумот и телефонски разговарал со Оланд, претходно изјави дека грчкиот народ одговорил на вистинското прашање. Грција од утре ќе се врати на преговарачка маса, но овој пат со прашање за реконструкција на долгот. Нема лесни решенија, туку фер и остварливи решенија, доколку ги сакаат двете страни, изјави синоќа Ципрас. Во меѓувреме, грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис поднесе оставка. Се смета дека неговото повлекување се должи на силниот притисок од политичките противници за да постигне поповолни услови во преговорите со кредиторите за надминување на грчкиот долг. По референдумот оставка поднесе и лидерот на најголемата опозицијска партија Нова демократија Андонис Самарас. Тој го повика заменик претседателот на партијата и поранешниот спикер на грчкиот парламент Евангелос Мимиракис привремено да ја води партијата. Германија неколку дена е зафатена од топлотен брана. Вчера во баварскиот град Кицинген измерени се рекордни 40,3 степени Целзиусови, соопшти германската метеоролошка служба. Тоа е највисока температура на воздухот забележана во Германија од 1881 година, откако се водат метеоролошки податоци. Досегашниот рекорд беше 40,2 степени. Нови крвави напади на Боко Харем во Нигерија. Жена бомбаш самоубиец се разнесе меѓу христијански верници во црква во нигериската држава Јобе, убивајќи 5 мина. Во градот Јос бомба експлодирала во ресторан, а целта на вториот напад бил имам противник на терористичката група. Најмалку 16 лица загинале. Серијата бомбашки напади се случуваат непосредно како Боко Харам уби околу 200 луѓе изминатата недела во североисточната нигериска држава Борно.